чекаме да се соберат барем 10 души, што име грижа за ова тешко прашање, кое се издигнува пред нас, кое се исправува пред нас. Барем 10 души кои мислат дека ова прашање треба да му се обрати исклучително внимание. За прашање во кој ќе збориме сега и кој ексклузивни вести имам само јас, никој друг, ќе проговориме во наредните 5-6 минути. Сите знаеме дека во тек е процесот на преговори, тајни и јавни, и агендата е јасна да се обезбеди мнозинство на гласови за бугарите да влезат во устав. Ова нешто неизбежно ќе се случи според моите тајни информации, кој ниеден медиумски аутлет кој ги обработува овие теми, новости и медиумски куќи, портали, сите тие кои се платени од крваво заработените пари на македонскиот даночен обврзник, немаат ни интерес, немаат ни начин, немаат ни желба искрено да ви ги кажат новостите околу ова прашање. Единствено јас, со мојата новинарска кариера, која и ја нема, ја имам оваа можност да ви ги кажам овие работи. Еве, бидејќи се оствари сонот, се оствари бројката од 10 гледачи, ќе почнам да ви ги кажам што навистина се случува и што треба да очекувате во наредниот период од месец и пол. Вака ќе идат работите. Значи, знаеме дека зборуваме за бугари во устав. И има многу политички, партиички, мали, помали, најмали, средни, кои се во формирање и кои се фалат дека вака било, така било, онака било. И да ги наведеме некој од нив. Значи, ќе почнам со нашата болка, нашиот страв, нашиот немир ноќе, за тоа кој и како ќе ги стави бугарите во устав. Еве да видиме родина. Или, како што јас ги викам, родбина. Значи, тоа се малку луѓе, сите се роднини меѓу себе, на листите се све братучеди, братучетки, и тие се декларираат како некоја политичка сила. Но дали тие можат да ги стават бугарите во устав? Не, драги мои. Не можат. Интегра, или јас ги викам Попот, бидејќи се состои таа партија само од еден човек, други луѓе не гледаме. Попот, ваму, Попот, таму. Дали Интегра, Попот, може да ги стави бугарите во устав? Не може. Затоа што не се ни во собрание, толку им е силата. Па имате Јанко Бачев, тој беше кај Миленко, имаше некои емисии, нешто почна да се промовира вамо таму. Но прашањето е следно: дали тој може да ги стави бугарите во устав?
Не може ни тој. Жалам. Ја сакам да можеш. Сакам. Ама не може. Тие се тие малечки партии кои, за жал, не можат да ги стават бугарите во устав. Па има некои си подкасти, моткасти, тркатанци, ке речам, една подкаст партија, десна ли е, соза ли е, со тој некој човек што прави превари, не сакам ни името да му го спомнувам. Дали тој може да ги стави бугарите во устав? Не може, драги гледачи, не може. Не може. Оние будали не дркотирам. Дали тие можат да ги стават бугарите во устав? Не можат, другари. Не можат. Не можат, немаат сила. Еве, колку освоја гласови? 112. Значи, со 112 гласа на локални избори не можеш да ставиш ти бугари во устав. Значи, не можат тие се неспособни луѓе. Сите што ги набрав до сега. Но да видиме, има некои поголеми партии. Дали, например, СДС може да ги стави бугарите во устав? Не може, другари. Не може. Устав се отвара со 81 пратеник. За да го отворат уставот, им треба 81 пратеник. Сега, колку и да ги сакам јас или да не ги сакам, или да имам вакво или онакво мислење за СДС, СДС имаат 46 пратеници. Еве да речеме, дека сите ќе им се придружат, сите албански партии. Повторно имаат 72 пратеници. 72. Тоа е математика. Не дека пази Дупе сакал така да биде. Тоа е математика. 72 пратеници. И сега, драги мои, го очекувате неизбежното прашање. Кој и зошто ќе ги стави бугарите во устав? Само, значи, јас сум ги критикувал често, сум имал против нив, но сум кажувал и за нивните, и за делови, она што ми се свиѓа го кажам добро, она што не ми се свиѓа го кажам лошо. Значи сум ги критикувал често и но фактот е тоа. Може да ги критикуваш, еве, например, еден Владко Ѓорчев, тој со жена му само туку се шета. Еве, тој например, не ми се свиѓа. Тој има жена американка. Еве, да речеме Тинчо Муцунски, и тој исто не ми се свиѓа, затоа што не е од обаков габарит како вашиот yours truly водител, и не е со такво искуство на камел, трофи и мофи, такви работи. Значи, јас сум реален, значи, нема, секојаш ти кажам, ете, и тој не го сакам. Сега. Не може да ги стави ни, да речеме, не може да ги стави ни Мите Лимунада. Ни Мите Лимунада не може да ги стави бугарите во устав. Значи, колку да тој, сега ние можеме да збориме, да кажуваме вака или онака, но тој, иако е цар во своето родно Кавадарци, тој не може да ги стави бугарите во устав. Единствен некој кој може да ги стави бугарите во устав. Тоа не се ни дркотирам, ни Родина, ни Интегра, ни Попот, ни Додома, ни Десна, ни Трета Десно, ни Солза, никој не може. Единствен кој може да ги стави бугарите во устав. Го сакале тоа ние или не, е ВМРО ДПМН. И да ви кажам нешто, другари. И ќе ги стави. Значи, никој од овие набраните не може сам, колку и да сака, не може да ги стави бугарите во устав. Ама ВМРО ДПМН со нашиот благороден и племени даскал е единствен некој што може да ги стави бугарите во устав. Разбудете се. Ке ги стави. Толку имаше. Значи, бидете спокојни. Знаете дека се зависи од нашиот даскал. А кога се зависи од нашиот даскал, знаете дека работата е за никаде. Вечерва се гледаме за сат и половина. Се гледаме на редовниот подкаст.
Ова, ако биде добро гледано, ќе го направам као дневна шема некоја. Се гледаме вечер на редовниот подкаст, каде што ќе збориме за сериозни теми. Ова беше мала пародија на најдобриот новинар на планетата и пошироко. Некој сака да ве поздрави. Ајде, за крај да ве поздрави некој. Не, одвам, од тука. Некој сака да ве поздрави. Се гледаме за саат и пол. Бидејќи свативте дека и јас и вие имаме право да ја знаеме вистината, а вистината е дека сите заедно на куп, да се соберат. Не може да ги стават бугарите во устав, освен нашиот даскал. И тој ќе ги стави. Вечерова се гледаме за час и половина, не на оваа тема, затоа што оваа тема ја објаснивме 10 минути. Еве те поздравуваат Мила и ти даваат срциња и мафни им на гледачите. Види. Лајкови. Се гледаме, ако биде умна Мила и ако ме остави, ветуваш дека ќе бидеш? Да. Се гледаме за час и половина на сосем друга тема од оваа на каналот на Движење Бойкотирам. Полно срциња за Мила и ве поздравуваме, јас и Мила. Мафни Мила. Чао! Чао, се гледаме вечер. Дај полјупче.